Жените не ја завршиле борбата за своите права, порачаа мајките, кирките, сестрите и бабите, како и поддржувачите на женските права кои беа дел од денешниот втор марш за женски права. Денес го славиме 8 март, меѓународниот ден на еманципацијата на жената. Го славиме нејзиниот влез во јавната сфера, преку учество во политика, пазар на труд и образовни процеси. Ја славиме нејзината слобода и уште поважно вековна борба за слобода. Присутните потсетија на неколку факти со кои се покажува сликата за женските права. Пред се, потсетија за глобалното феминистичко движење MeToo, со кое жените сакаат да се обелудени сексуалното насилство и вознемирување кон жените. Сама си го барала е се уште доминантен наратив кога станува збор за сексуалното вознемирување и насилство. Македонската кампања, сега кажувам, инспирирана и поттикната од горе наведеното движење, започна во јануари 2018 година. Целта на кампањата е да се говори јавно за насилството и микроагресиите што се вршат пред жените и девојчињата, како и да предизвика културата што го негува токсичното машко однесување. Учесничките потсетија и на неравноправноста во професиите и на работното место. Факт, правилото е следно. Само 33,8% од работоспособните жени се вработени. Иако се пообразовани, најчесто се на подредени позиции. Мнозинството жени во земјата се уште работат на најлошо платени места во текстилната, чевларската и кожарската индустрија, како касиерки во маркети, како чистачки без никакво осигурување, безбедност и заштита за женските работнички права. По втор пат се одржува овој марш, за да се постави прашањето: дали е среќен 8 март? Како и да потсетат дека, како што истакнаа тие, жените имаат моќ да креираат општествени промени и да се изборат за женските права. Присутните маршираа од Жена парк до плоштадот Филип II и порачаа да се отфрлат стереотипите, етикетите и да се каже не на насилството и омразата врз жените. На маршот присуствуваа и премиерот Зоран Заев, неговата сопруга и неколку министри.